Еве го предавањето на тема нуклеарки и радиација во четврток, 14 ноември, Скопското астрономско друштво. Значи следното предавање од циклусот ќе биде на тема нуклеарки и радиација, нуклеарни централи, атомски бомби, радиоактивност, ионизирачка радиација и какви ефекти има на човекот. Нуклеарни несреќи и инциденти. Дали Македонија има потреба од нуклеарна централа и услови за неа? Преседавач е Кристијан Шишковски. Овој четврток со почеток во 20 часот во Барака 3 на Фейт Скопје. И имате и на нивната веб страна информации во врска со циклусот на астрономски предавања. Еве го и нивниот плакат убаво издизајниран, кој почна од 17 октомври и ќе трае до 5 декември. Што имаше до сега? Почнаа со вонземски интелигенција, потоа на 24 за кометите во ноември, потоа на 31 октомври најинтересната тема за која за жал ја стварно не можам заради работа да отидам да ја видам, но исклучително ми е интересно да ја следам за црните дупки, затоа што не е само предавање за Black Hole, и туку е и најновите сознанија кои доаѓаат, бидејќи има многу работи на интернет, а дечки во Скопско астрономско друштво се многу интелигентни, нивните предавачи ќе ви го предадат она што е есенцијално дознаено во ова област од науката. На 7 ноември имаше "Зошто не го гледаме Млечниот пат од Скопје?" Оваа недела ако го фатите нуклеарки и радиација, на 21 ноември ќе имате за антички обсерватори. Ослободено од било каков патриотизам или не знам историско-политички и така натаму, ќе добиете факти за античките обсерватории во светот. Се надевам и за кај нас. На 28 ноември патување низ минатото со брзина на светлината. Ова е една теорија и теза која многу се расправа во академските кругови. А од 5 декември од врели Јупитери до суперземји, преглед на екзопланетарни системи. За што се работи? На нивната страна предавањето влезницата е 100 денари, блок карти за сите предавања 600 денари, еве ви ја мапата каде е бараката, еве ги факултетите, еве тука на страна, и тоа е нивното, како да кажам, нивниот генералштаб за брейнсторминг. Океј?